Ограничувањето на движењето, карантините, стресот што ги донесе ковид пандемијата, за многумина значеа добивање на прекумерна телесна тежина. Дебелењето е проблем со кој се соочува голем дел од популацијата, но коронавирусот предизвика дополнително влошување на тој план. Луѓето поминуваа повеќе време во домовите, а кујната им стана омилено свратилиште. Навиките на исхрана се сменија кон полошо, со прејадување, често консумирање чипсови и десерти, но книгозби. Дебелината е голем ризик за здравјето, а тежината може да се регулира со правилна исхрана и физичка активност, вели Енеса Несими, нутриционист од Гостивар. Вистината е дека пандемијата го направи своето, беше стресен период кога луѓето беа затворени и ова не натера да јадеме повеќе, но за да се вратаме во нормално, многу е лесно да се следи програма за здрава исхрана. Повеќе треба да јадеме овошје и зеленчук, некои видови на месо. Најштетните производи кои најчесто ги јадеме се пијалоци со шеќер, бел леб, повеќе овошни сокови од конзерва, пржена или печена рана, колачи, бисквити, тестенини, помфри, чипс, сладолед, чоколади, бомбони и раната со додаден шеќер. Водени од желбата да намалат килограми, многу луѓе, особено жени, држат строги диети и се изгладнуваат. На интернет може да се најдат многу инстант диети, но нутриционистот вели дека наглото и брзо слабење никако не е здраво за организмот, ниту пак може да биде ефикасно на долгорочен план. Диетите кои се преку социјалните мрежи се штетни за организмот и ова може да доведе до многу сериозни болесни, но не значи дека да ослабеме и не треба да консумираме ништо и да чувствуваме глад. Да изгубиме тежина треба да ги консумираме дневните потреби што му се потребни на организмот, што се однесува до диетите. На секој организам не може да биде ист и да реагира исто во исхраната, така што за секој организам се подготвува посебна диета за основна врст посебни анализи. Дебелината полека, но сигурно станува една од водечките болести на модерното време. Одредени податоци покажуваат дека околу 500 милиони лица во светот страдаат од дебелина, а меѓу нив 48 милиони се деца. Светската здравствена организација дебелината ја смета за хронична прогресивна болест, условена од генетски и фактори на околината.